ги сватиме одредени, логички да ги специпираме одредени постапки овдека и чуму потребата од измена на дневен ред кога истата потоа не се почитува, а и се дава можност на владата со тоа што ќе испрати или нема да испрати представник по одредена точка да ја делегира работата на собранието, па ние треба овдека да бидеме гениалци и да бидеме спремни за 46 точки од оваа седница, спремни за говор, за амандмани, за било што, за да можеме да функционираме. Меѓутоа, тоа е што е, ние почнавме по 13-та точка, пленумот се изјасни за тоа, а не знам зошто продолжуваме по 14-та, пленумот за тоа се нема изјаснето, меѓутоа верувам дека и да не го пишува во деловникот, вие ќе најдете начин како да го оправдате тоа. Па го читаме деловникот, ама вие сте должен да го спроведувате. Ние го читаме, ама вие го спроведувате и сега за жал тоа е. Затоа смятам дека можеби и не треба да имаме измени на дневен ред. Тоа што ќе го предложите, па потоа како ни доаѓаат овие представници од владата, како ќе се наканат и да ги намолиме да дојдат, тогаш ќе ги правиме. Па ја 2008 не бев пратеник за жал и така што сега. Па не бев пратеник ја 2008 Џафери, така што вие бевте и вие сте дозволиле ова да се случи. Времето ако може. Дека разговарате со пратеников па за тоа. Благодарам. Јас, значи, не бев пратеник 2008, вие бевте, вие сте го гласале овој деловник, вака нефункционално, така што тоа е, жал или за среќа, тераме понатак. Сега, врз основа на процедурата и деловникот, јас ќе ви ги констатирам, ќе ви ги напоменам и членовите кои што ќе дебатирам, а тоа е членот 30 што е изменет од овој закон. И се дефинира сметководител и овластен сметководител, нешто што не е познато во меѓународниот правен пробет од оваа област и Меѓународната федерација на сметководители, која што дефинира нешто сосема различно. Повторно уште еден закон кој што се носи по скратена постапка злоупотребувајќи европско знаменце, затоа што апсолутно во овој закон нема никаква имплементација или хармонизација на некаква европска регулатива, туку владата како по правило за закони за кои што се од нејзин интерес, а во говорот ќе кажам кој е интерес, претпоставам јавноста знае, интересот за оваа власт секогаш се парите, да си донесе по скратена лента закон по примерот на претходните закони. Воопшто не е консултирана стручната јавност или е измамена стручната јавност. И зошто велам измамена? Затоа што Комората на сметководители јавно имаше прес тука пред собранието, каде што јавно се произнесе дека иако формално биле вклучени во изработката на законот, формално доставиле предлози, истите воопшто не им биле земени во обзир и биле доставени предлог на закон кој што тотално различно од она што тие го имале како забелешки. Дополнително, зошто измамен, покрај оваа стручна јавност, измамени си пратениците преку злоупотреба на европското знаменце, за да не можат суштински да поднесат амандмани или да ги преточат тие барања на сметководителите преку амандмани во предлог закон, затоа што, не знам, замислете, закон за сметководствени работи се разгледува во матично работно тело Комисија за европски прашања. И сега оваа Комисија за европски прашања, бидејќи нели се држи тој Жан Моне процес, не е лошо да се преименува во Комисија за се и се што, така да соодветствува името на комисијата со она што реално го работи. Потоа да биде измамата уште поголема, формално се закаже јавна расправа. Замислете, јавна расправа се закажа откако измина рокот за амандмани. Значи, дојдоа луѓето си кажа што имаат, ама извинете, рокот за амандмани измина, тоа е законот, ние на сила ќе го носиме. Вака парафразирано. Што е суштина на овој закон? Па споменав и претходно, суштина на овој закон се парите. И тоа на два начина. Прво, владата дознала дека овај институт
на кого што ќе му врши контрола преку тоа тело. Институт на сметководители и овластени сметководители располага со 30 милиони денари и тоа е одма аларм за оваа влада за вмешателство и контрола над овие пари преку она тело кое што ќе биде формирано, кое што во законот стои независно, ама замислете, од 5 члена на тоа тело, 3 ќе ги предлага министерот за финансии. Независност, што да ви причам, велат нашиве соседи. Исто така тоа тело, кое што ќе врши контрола на овој, ќе одговара пред влада, ама е независно. Смешки, ама тоа е. За жал, цело собрание се претвори во смешки, па ќе тераме и со вакви закони. Вториот начин на кој што ќе се испумпуваат големи пари од сметководителите и овластените сметководители, нешто што не постои никаде, пак е повторам во европскиот свет, ќе се испумпуваат пари преку оние часови за континуирано професионално усовршување, ама критериумите кои ќе ги спроведува тие часови, нормално монополизација во неколку такви предпријатија кои што целиот колач од сите сметководители, сите тие пари ќе се слеваат во тие фирми задолжени за едукација. Нормално, штом владата има возможила еден таков монопол, јасна ви е она причинско-последична врска или они сметководителите, а најверојатно тие после на владата. И за жал така ни функционира државата, полна со корупција во секој еден сегмент и секој еден ден доживуваме шамари во оваа област. Впрочем, овој ден, вчера, извинете, и од холандскиот амбасадор кој што ни кажа во очи дека сме корумпирана држава. И еве уште еден доказ дека сме корумпирана држава. Претходно беше и францускиот, па и Стеј департаментот, така што можам да бројам овдека цел ден, меѓутоа тоа не ни е, нели, точка на дневен ред. Сега, идеме понатаму. Ова беше во делот на членот 30, кој што изменет во овој дополнет предлог на закон, каде што се дефинираат овие часови и односно во превод, она што значи изимање пари од овие сметководители, слевање во одредени приватни фондови. Исто така, има забелешки и во делот на членот 64, кој што исто така е изменет во овој дополнет предлог. Значи, иако овдека се даваат одредени обврски на сметководителите и овластените сметководители, меѓутоа, воопшто предлагачот на законот не направи анализа на запишани сметководители и овластени сметководители во регистарот, не направи анализа колкав процент од запишаните ги имаат исполнето овие КПУ часови, согласно постојниот закон, немаат сознание за ова ни самите сметководители, сега тие ќе нагаѓаат кој од нив ги исполнил овие часови, не ги исполнил. Тотално нефункционален систем, затоа што Институтот за сметководители и овластени сметководители од 2018 година до ден денеска воопшто не е функционален. Ниту има донесено правилник, кој што пак го изменивме сега, го додадовме затоа што го немаше во првичниот предлог на законот, ниту пак има програма за КПУ часови за 2019, 2020, 2021 и 2022, која што би требало да биде одобрено на Министерството за финансии. Меѓутоа, тоа е тоа, прашање и колкав е мандатот на тие луѓе и што може да се направи во близина, и се каша попара во оваа држава, па и во оваа област од сметководството. Она што е за жал да се наповеде, кај ќе се фатат, сек да запустат, па така и во оваа област на сметководители. Старосната граница на луѓето кои што се занимаваат со сметководство е се поголема, младите бегаат од оваа професија, овој дополнителен товар и криминал што го прави владата, уште повеќе ќе ги избрка луѓево и ќе се доведеме во држава која што ќе има сериозен проблем во делот на сметководството и вршењето на сметководствените работи. Да заклучам, овој закон е штетен, нема ништо европско во него и ги затрупува со дополнителни трошоци и ограничувања, обврски и контроли сметководителите во Република Македонија. Благодарам за можноста. Миле Левков, кафјал. Има збор Миле Левков.